Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов по повод божикните и новогодишните празници синоќа приреди традиционален прием за членовите на дипломатскиот кор акредитирани во државата. На приемот председателот Иванов потсети на актуелните состојби поврзани со мигрантите и бегалците кои минуваат низ Република Македонија. За нас оставаме година на важни крстосници и храбри одлуки. Година кога низ Република Македонија минаа стотици илјади бездомни мигранти и бегалци. Година во која мирот и соживотот беше метан на насилни екстремисти и терористи. Во услови на досега незапамтен сплет на политички и безбедносни предизвици, одлучно се соочивме со речиси се што ни донесе годината. Ја обезбедивме државната граница, ги зачувавме мирот, безбедноста и сигурноста, го негуваме заветот на нашите предци и останавме доследни на македонскиот соживот и почитувањето на различноста. Самоуверено и одлучно се справуваме со предизвиците. Како држава изненадивме многумина кои не очекуваат територијално мала држава како Македонија да биде толку отпорна и цврста пред заканите. Ја стекнавме довербата и почитта на нашите сојузници кои во Македонија почнуваат да гледат се позначаен партнер на кој можат да сметаат. Се разбира, тоа го постигнавме благодарение на нашите пријатели. Благодарни сме на сета поддршка во справувањето со хуманитарната, но и безбедносната димензија на мигрантската и бегалската криза. Иванов истакна дека очекува во блиска иднина да бидат решени проблемите со кои се справува Европа. Не сме обесхрабрени. Успесите што ги постигнавме ни даваат за право да бидеме уверени дека ќе успееме да излеземе на крај со се што ќе ни донесе годинава. Затоа, на самиот крај, би сакал да го парафразирам неодамна починатиот Дейвид Боуи. Не знаеме на каде ќе оди светот, но сигурно нема да ни биде здодевно. На приемот обраќање имаше и доајенот на дипломатскиот кор во Република Македонија, амбасадорот на Руската Федерација Олег Шчербак, кој истакна дека дијалогот секогаш обезбедува поголеми стандарди и дека во 2016 година очекува многу поголем развој и напредок.